секогаш се инфилтрираат на некој начин политичарите и сето тоа оди во некои други води. Внимание, зборуваат граѓаните. Дали сметаш дека младите можат да сменат нешто? Можат, ако се упорни. Дали може да го сменат системот? Можат, доколку они сами се спремни да ја направат промената, мислам дека и системот би ги следил. Ако има протести, така не само еден ден да се сличува, да се по-долготрајни, така мислам дека би се направила некоја промена. Да, Како? На кој начин? На кој начин? Прво треба да се фокусира, треба да имаат волја за тоа. Искрено сметам дека може да сменат, но додека сите ние како поединци, стари и млади, не се промениме, не може ништо да се смени. Ако државата биде правна држава, onda може се да биде. Сметаш дека младите во Србија може да го сменат системот? Искрено сметам дека да. Очигледно после протести луѓето се приклучуваат, гледаат дека младите стварно тоа што го зборуваат држи вода. Поддршката не е само од повозрасните во Србија, туку од цел Балкан, сите гледаат дека тој проблем е исцекаде. Има ли нешто што ти дава надеж за нормален живот овде? Има нешто што уште тука ме држи, уште не сум одлучена да бегам во странство. Не знам, само времето ќе покажа. Да? Нема ни една точка, нешто? Па добро, може би млади во последно време што протестираат и што се трудат да направат било каква промена и да го вивнат својот глас, може би тоа е некаква надеж. Па може би баш тие млади, нашите деца, може би баш тие ни даваат надеж дека ќе биде подобро. Ако ние први бркаме врски за било што, одвработување, за оцени, ние тие млади ги научуваме на тие врски и на тие лоши работи кои ги имаме во системот. Како да се избориме против врскаджиите, корумпираните и целиот трудов систем? Па мислам со протести са највлијателното нешто што може ние така заедно да се збереме, па да направиме нешто. Сега системно работи за тие што си зима студенти плата, за другите моментално баш не е Колку повеќе зборуваме и ги носиме нештата на виделина, толку повеќе ефект ќе има да се дознае каква корупција влада у државата и можеби тоа нешто ќе зачне. Се дека не постои санкција, ние ќе имаме такви работи. Доколку би постоеле одредени правила кои што би важеле за сите, казни, закони кои што сите би ги почитували и не би се прегледувало низ прсти на оние кои што се врскаджи, корумпирани и така натака, мислам дека би можела да се доведе до некоја поинаква ситуација. Значи само строго и закон. Секој што е прекршил закон, кривично да и морално да одговара. Во системот мора да ги пронајдеме луѓето кои се некорумпирани, на одговорни позиции да ги ставиме, да се борат против корупцијата, да се борат против сите овие девијантни појави кои што ги имаме денес. Дали можат протестите да донесат позитивни промени на Балканот? Да, апсолутно да, може да донесат. Многу сум задоволна од ова што гледам сега во Србија со студентите што се случува. И тука за оваа тажна случка што се случи со Фросина, сепак масовно излега, гледам многу млади луѓе излезени, значи свисно размислуваат. Секогаш се инфилтрираат на некој начин политичарите и сето тоа оди во некои други води. И како сега во Србија што се држи протестот за студентите, мислам дека Да, може, секако. Мислам, нешто зависи од каков вид на топ тип на протест. Сметам дека може да се донесат никакви промени, доколку сите се сложни долго време и упорни. Меѓутоа, колку таа промена ќе трае, останува да видиме понатака. Внимание, зборуваат граѓаните.